Огромно разочарување постои во ЕПП од постапките на ВМРО-ДПМН. Петар Богоевски во телефонска изјава за 1ТВ вели дека тоа произлегува од дадени ветувања кои партијата не ги исполнила. Станува збор за ветувања кои раководството ги дало во претходните неколку месеци, вели еден од реформаторите, но не сакаше да прецизира за какви ветувања станува збор. Што ветувале и како ветувале, не би сакал ја да презентирам. Најдобро е секој од вас да се каже за себе. Јас, оно што е моје е да разговарам и да кажам дека во Република Македонија европската агенда не смее да биде монополизирана од една политичка партија, од СДСМ, дека и во ВМРО-ДПМН има огромно мнозинство на активисти, членови, поддржувачи на евроатлантската агенда на земјата и дека постои европско ВМРО во ДПМН, во ВМРО-ДПМН и тоа европско ВМРО и како може да го преводи процесот за евроинтеграција на Република Македонија во ЕУ и во НАТО. И таа порака најдува огромно одобрување од нови Серби. ВМРО-ДПМН е можеби единствената партија која во Хелсинки на Конгресот на Европската народна партија отпатува со две делегации. Едната е составена од исклучените Никола Тодоров, Емилија Александрова и Петар Богоевски, а во другата, која предводи Христијан Мицкоски, Друштво му прават Александар Николовски и Владко Ѓорчев. Тодоров по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан на социјалните мрежи напиша дека разговарале за европерспективите на Македонија и за заканите и притисоците со кои се соочуваат сите кои мислат поинаку од партиското раководство. Беше истакната и неопходноста од демократизација на партијата преку измена на статутот на партијата, со цел ВМРО-ДПМН да продолжи да действува како европска, модерна центар-десна партија. Од страна на еврокомесарот беше потенцирано дека заканите и притисоците мора да запрат и беше изразена јасна поддршка за одлучните и храбри чекори кои се во правец на интеграција на Македонија во Европската Унија. По средбата твитна и Хан, порачувајќи дека нападите кон нив мора да престанат. Одлична средба со колегите Богоевски, Александрова и Тодоров на ЕПП самитот. Честитки за храброста да гласаат за договорот од Преспа и воедно порачувам дека сите напади кон нив мора да сопрат. Сите партии треба да работат на членството во Европската Унија. Во одбрана на пратениците на ВМРО-ДПМН кои гласаа за отворање на процесот за уставни измени, застани германската политичарка Дорис Пак. Според неа неприфатливо е 8 пратеници од ВМРО-ДПМН кои гласаа за договорот со Грција и за европска иднина на земјата, сега да се соочуваат со закани и да се третираат како криминалци.